Осмо коло прва македонска фудбалска лига. Во Тетово Шкендија Вардар 4:0. Многу коментари на официјалната Facebook страница на фудбалскиот клуб Вардар непосредно по завршување на надпреварот. Оној што мене или нас лично не погоди е каде што еден навивач прашува кој ќе го плати. Навивачот вели овој македонски срам, јас ќе речам овој фудбалски Вардаров срам. Навистина сме го гледале Вардар многу пати досека. Во овој момент се сеќавам дека 4:0 изгубивме од Струга 3 на тоа гостување. Меѓутоа, односот на силите, односот на фудбалерите, реакцијата на навивачите, па и самата атмосфера беше сосема поинака. Ова што се случи во Тетово, настрана од сите оние работи и инциденти, и немили сцени, и скандирање, кое не е поврзано со самите случувања на зелениот правоаголник и за која ќе продискутираме во продолжение на емисијата, во овој момент го тргнуваме на страна. Фудбалски гледано, ова е Вардаров срам и навистина, барем за мене, барем за нас како продукција Скок, во овој момент се отвара едно круцијално прашање: каде плови Вардар, каде оди клубот со едно вако раководење од неговите челници? Вардар е потонат, Другутов. Каде да плови? Не може да плови некој брод што е потонат. Вардар потонува се повеќе и повеќе. Не станува тука збор веќе за играта. Се изиграа фудбалерите на Шкендија, не изиграа вардарците ништо. Еве на момент точка, ми доаѓа да кажам, честа постојано во претходните надпревари вика Омерагич ќе влезе во прв состав, Вардар играл со играч помалку. Денеска со колку играчи помалку играше Вардар? Ние кажавме и сега ќе повториме, главниот проблем на Вардар не е Азер Омерагич дали игра или не игра. Апсолутно. Има многу фудбалски дупки во Вардаровиот тим, не дека Азер игра добро, игра лошо и не е ефикасно, не го дава тоа што треба да не испадне дека го браниме. Меѓутоа, јас се прашувам после ова во Тетово, па да не речеме и на претходните надпревари, и веќе доаѓа во прашање и односот на фудбалерите спрема Вардаровиот дрес. Дали овие засилувања кој знае кој ги донесе, никој не кажува кој ги селектираше, заслужуваат воопшто да играат за Вардар. Значи засилувања можат да бидат фудбалери кои што после 8 надпревари еве дошле доцна. Доцна се консолидирал Вардар, доцна се префрлиле тие од Новоматик 1 милион евра, немале време за да нешто надат. Засилување што значи ние сме во спортот долги години. Под засилување се подразбира некој што ќе ти направи да бидеш подобар од тоа што претходно си бил. Па 35 надпревари ги гледавме поред во Вардар, за Вардар кога играше јас и ти. Имаше фудбалска тепање на терен, имаше борба, никогаш вака срамно не се играло. Ниеден од тие деца што си заминаа, што се сега во втора лига или не знам кај се веќе може и откажани, не играле вака срамно. Очигледно е дека Пандорината кутија во Вардар е многу поголема и многу потаинствена и се отвара или е веќе полуотворена или доправа ќе се отвара. Значи, армијата Вардарови навивачи, кои дел ги цитираше, ти ги спомена на почетокот на емисијата, бараат игра, бараат однос кон Вардаровиот дрес, бараат раководење на клубот достоинствено, да се излезе пред јавноста, да се каже кои се проблемите, зошто Вардар е до таму, дали ќе биде подобро, да се наведат и причините за овој. Никој не излага, не гледаш, го прозиваат човекот што менаџира со клубот. Јас да ти кажам дека ова личи дека Вардар наликува на обична селска ливада. Значи, ај што Шкендија го прегази во Тетово. Силекс беше подобар на градски стадион од Вардар, победеше 1:0. Во Кавадар се извлеко, Вардар се извлече како што се извлече. Да не се навраќам наназад. Вардар е газен и на зелениот терен од фудбалските противници и надигран со овие квази засилувања на кои ќе се осврна подетално, кои не ги познаваат и основните фудбалски елементи, веќе 8 кола ги следиме, не се тоа 80 минути. Меѓутоа, отворено се поставува прашањето, ако за ова се виновни тројцата тренери кои досега се сменија, Горас Михилов, Горан Петерски, Чунгалунга, а еве сега и Стрган Захариевски, дали некој ќе сноси вина кој го води клубот? Де факто, кој го води Вардар во овој момент, освен славниот Пурамен, знаеме ли некој друг? Никој не излага, никој не излага. Да даде отчет. Јас ако добро сега ме провоцираш и ми го враќаш филмот назад. Значи во една прилика правевме емисија. Јас отворено и пред камера и зад камера разговараме и ти велам,
да им дадеме време малку, треба малку Така е, време. Така е. Значи и за Игор Ивановски, значи популарниот Иди. Го следевме во таа емисијата што ја има на тој подкастот со црната позадина, што све го заборавам како се вика. Значи што кажа? Тоа беше негде први почетокот на месецот. Не, за 15 дена ќе излезе 25, 26 и 7 август. Така ли бе? Значи човекот вика ќе излеземе за 15 дена и ќе кажеме што било пред. Никој не излага. Знаеш што е болното? Тука е. Што никој не чувствува потреба да излезе да каже нешто. Тука е проблемот на Вардар. Проблемот на Вардар не е дали во Тетово го каменува голманот Гачевски. Проблема, ама не се решава ситуацијата и слабата на Вардар со тоа. Дали беше удрец со тврд предмет и евентуално можеше и надпревар да биде прекинат ако се е регуларно. Скандалозното скандирање на домашните навивачи кога ја споменуваат Илерида, тоа треба да се позанимаваат државни инстанции. Тоа е катастрофа. Вардар си го има проблемот дома. Вардар си го има проблемот во овие кои влегува во клубот како Вардар да е селска ливада. Ги избркаа тие кои кравареа 2-3 години кои го застанаа клубот и сега никој не кажува кој де факто го води Вардар. И од која функција? Има ли Вардар председател? Ама чекај малце и тука. Значи оние кои што крвареа за да го доведат Вардар до тука и да му го дадат на тацна на овие што сега и они сносат вина. Па нешто сносат вина. Ако веќе овие не излагат, па нека излезат во име на народот, значи поради миф дојде името и придавката за Вардар клуб на народот. Така е. Па сите чутат, сите тие наши пријатели чутат. Па Вардар е потонат, бе луѓе, дечки, потонате. Излезете и кажете нешто, што се исплашивте, од кого се исплашивте? Кој што ќе ви направи? Па Вардар е на сите нас. Убаво прашува навивачот кој ќе го плати овој македонски срам. Зошто македонски? Македонски е, вистина македонски, не е Вардаров. Затоа што за Вардар навиваат и го сакаат и луѓе надвор од Скопје, низ целата држава, затоа е македонски. Затоа те молам, немој да ми ги правдаш. Немој да ми ги правдаш оние што искрвареа и што ние бевме до нив и за нив и се уште сме со нив. Значи клубот е даден на тацна, меѓутоа тој што го дал клубот на тацна, ако се тоа комитите кои го преостапија и тој што го назначил ова раководство, да кажем, овие луѓе, никаде не се излезе со официјална пресконференција, со официјално соопштение, со некој интервју, да кажат председател на клубот е тој и тој, подпредседател на клубот е тој и тој, извршен директор е тој и тој, не знам спортски директор кој ги донеси играчите, овие кои не знаат пешки додат да ме извинат. Малце критика има и за домашните, ќе се осврнем и на тоа, и тие заслужуваат критика. Меѓутоа, овие кои ги донесоа, Боснанчич, Закарич, Донгмо, Дианеси, Ким, па не знам кои се, па тоа се фудбалери кои се платени од Вардар. Треба да направат разлика во играта. Каде е таа разлика? Дали ја гледаме на зелениот терен таа разлика? Не само ние, не сме ние најпаметни. По која работа Филип Дурански? Чекај, по која логика Филип Дурански е посла под Дианеси да праша? Од Захарич. По никоја. По никоја подобар е како посла. Брдаровски, по која е посла под Ќосик или од Ѓурик. Мартин Блажевски седи на клупа цела сезона, игра Ѓурик, игра Мециновик, си дава автоголови, а се дебело платени и донесени од надвор. Да не се заборави, велиш критика и за оние домашните. И така е. Значи и Мишковски, и Гачевски, па и Бардаревски, па и да не ги редам сите. Па и капитенот Мицевски. Апсолутно. Значи критика да, но да не заборавиш. Тие се што крвареа. Кога Вардар се давеше, тие стоја, игра, трча, крвареа, се потеа, го сакаа и издржаа. Така. И не може да бидат ставени на исти арчин заедно со овие донесените засилувања. Значи не може да бидат ставени на исти аршин. Може да речеме да слабо играше, да како можам со исти куршуми и по едните и по другите. Не може така бе другото. Има некои заслуги. И второ прашање, најдобриот фудбалер, карактерот, оној кој ја носеше играта на Вардар и беше најефикасен стрелец месечине во минатото првенство. Дарко Глишик. Дали ова раководство, дали комитите поранешното раководство, не знам кој, никој не одговари. Туку така си замина од Вардар. Една икона која беше и никој не дава одговор. Никој. Тоа е се заливено. Вака да се разберем. Ако некој му дал на некого да влезе во Вардар како на селска ливада,
Без собрание, без одлука, без извршен одбор. Нека го тргне бре. Нека го тргне сега. Па нека Како го влегол тргне. така да си оди. Па нека го И тргне. не може. Не е ова тенденциозно Не. да имаме против. Да има резултати, да има игра. Да заселувањата се покажува, даде Захарич гол, бомба, супер, све. Даде овој другиот. Ма ќе те прекинам. Значи Не е еден гол за заселувањето. Вардар имал играчи кои давале слободен удар по 3-4 голови. Зборувам пред 10-15 години да не ги редам со име и со презиме. Во Вардар не можеш да играш за да дадеш еден гол од слободен удар. Не е тоа критериумот за да играш во Вардар. Така. Никого не подценуваме. Апе така е како не пушти. Значи така за е. Вардар треба да играш, да даваш многу повеќе. Еден Чосик, еден Ким, ништо не дава Абе за Вардар. заспаа преска на голот бе. Абе заспаа ги помина во еден момент како да имаше чувство дека офсет ги помина, мислам срамота. Значи да расчистиме со следново. Вардар подитно треба да се премости, да се застане, дали навивачите повторно да ги преземат работите во своји раце, зборувам од аспект на контрола на клубот. Не може еден човек кој се представува како спортски новинар со завршено скромно образование да ги управува и да дава отчет за милионски финансиски трошења во Вардар. А кога дал отчет? Се обидува да го даде отчет. Ама не дал. А кој го овластил он да го дава отчетот со средно завршено петете Абе училиште? и со средно нека го даде да видиме што е отчетот бе, човече. Ама Нема Вардар отчет. до тамо ли дојде? Па очигледно дека е дојде. Значи Вардар го следам 30 години наназад активно професионално како новинар и како навивач. Вардар имал благајник, имал сметководител, нема се. имал директор финансиски, имал Нема се. подпредседател, имал управен одбор кој гласал. Кој гласал управен одбор, дали да биде тренер Ѓоко Каджиевски или Кирил Дечиновски покојниот. Па победи Ѓоко Каджиевски Нема со ништо од 11-10. Сега во Вардар си влегува кој како сака. Нема ништо од тоа бе, Дургутов бе, џабе се нервираме. Нема раководство, нема ништо. Трагедијата мене што ми е, освен навивачите по социјалните мрежи, никој ништо не прашува. Каде е оваја барањето на комитите на кој беше надпревар, веќе заборавив на градски. Многу сме, како беше? Не сте свесни? Колку сме Колку бесни. сме бесни. Абе, комити, сега нешто не сте бесни ли? Шо е работава? Не сме свесни колку сме бесни. Оставка на Чунга Лунга, мислам дека за тоа беше. Оставка на Чунга Лунга, готово се смирија се. Па не да сме бесни, да не вака газат, да се вака срамиме, да слушаме во собствената држава, во оваа наша Македонија или Рида, па рамданија и срамданија на сите бе, човече. Тоа е вториот сегмент на кој треба да се осврнеме. Тука Вардар не сноси вина за тоа, карикирано кажано условно, меѓутоа фудбалските инстанции, другите државни институции, не знам, има правила за вербален деликт. Има нешто кое не може да се практикува на фудбалските терени. Затоа има празнење на трибини. Затоа има бркање на навивачи надвор. Затоа се тие прописи. Бевме Или ако е на мамнат, чаир, ако бевме на чаир, истото се случи. Ја до ден денеска не разбрав дали шкупи за истакнувањата на националните символи или не знам какви И беа за набавени навреда се. на починати лица. Така, дали сноси одговорност? Еве некој поупатен, некој нека ме просветли. Дали беше казнет шкупи? Дали ова што го гледаме и слушаме денеска, значи се осеќаме гнасно? Па ова е Македонија, бе, имаме ние пријатели и албанци, и македонци, и турци, секакви пријатели имаме, овдека доаѓаат кај нас. Пиеме кафе со Не нив. се работи за тоа, се работи за фудбал, за фудбалски терен, за фудбалски стадион, Ајде, каде што катастрофа. стрикно е забрането тоа. За фрлење банана на црноморец играч во Се странство казнува, се така. казнува и публиката и теренот Така и клубот. Така. Зборувам еден банален пример кој е можеби и несоодветен со она што се случува на нашите терени. Последното беше во Тетово, претходно имавме на многу други терени слични работи и во првата и во втората лига. Ова е работа на Фудбалската федерација каде што очигледно и таму сите конци и кормила се испуштени и со еден збор и таму најверојатно е баш Абе, и на што позна. личеше ова денеска излегувањето? Не може вардарци да излезат од стадионот. Треба кордон полиција, па Да. мава, па што личи до И ова на фудбал крај ли е ова? и на крај читаме голманот Гачевски ги провоцирал публиката. Глупости. Ето што ги провоцирал Гачевски? Глупости, па Гачевски. Па значи голманот значи нека нема публика без да не ја провоцира. Нека нема публика. Ма не Нема на гостински навивачи. У Маđари гостивар не може гостински навивачи, нели гостински.
Вардар не може да дојдат. Не може да дојдат во Тетово, не може да дојдат во Гостивар, не може да дојдат не знам каде. Па зашто не може да дојдат у Струга, не може да дојдат у Охрид? Па за кој се игра овој фудбал, бе? За кој се игра овој фудбал? За да го гледаат политичарите? Значи стварно за кој се игра фудбалот? Или уште една работа, Гачевски провоцирал. Значи Гачевски го провоцирал и има судија кој што треба да го санкционира. Делегат таму, кој се тие што треба да го санкционираат него. На што личи тоа не е фрлени шишиња, не може да излезат, судиите застануваат, не може да излезе Гачевски, не може да излезе Бардаровски. Има и на другите терени во втората лига, видовме во неколку што се случи. Што се случи во Куманово на Башкими над преворот, значи не е само во Тетово, треба строги санкции, треба тоа да се стави ред. Ние да завршиме. Разбудете се, комити. Вие сте тие кои што треба да реагирате. Овој срам да не продолжи да го доживуваме сите ние. Дечкото што прашува на вашата официјална Facebook страница, кој ќе го плати овој срам? Кој да го плати срамот? Па не бараме некој да го плати, некој мора да го плати. Значи мора Вардар да престане со слободно Јас ќе се надоврзам на тебе. Гласно, јасно, недвосмислено, прецизно. Како што летово влезе ова раководство во фудбалскиот клуб Вардар на мала врата, во низ Глучевска дупка, не знам како го презеде клубот со сите нишани. И исто така да си излезе и да си оди. Тие што ги поставија или тој што ги постави, и истиот во интерес на Вардар, во интерес на клубот, во интерес на навивачите, да си преземе соодветни мерки и луѓето да си го напуштат клубот, да влезат луѓе во клубот со сите нишани, ни сите процедури, да бидат назначени и да одговараат за она што се случува и добро и лошо. Вака како што оди Вардар не оди никаде. А на крајот, ако само на еден човек се сруши целиот овој срам, Вардар губи. Тој е еден единствен човек по кого сите фрлаат дрва и камења, кого го молат, го навредуваат, го плукаат да си оди, нема да си оти. Очигледно е дека има некој негов интерес. Дали се работи за личен интерес, дали за финансиски интерес, тоа е работа на структурите на тие што го ставија да испитаат. Ние зборуваме за Вардар, го сакаме Вардар, му посакуваме на Вардар добро. Во интерес на тоа, како се дојдени, така и да се отидат. Финансиите не може необразован финансиски човек да одговара за нив и да ги чита и да ги толкува и да објаснува на јавноста нешто за кое ама нема благе вест. И ништо не објаснил до сега. Нонсенс. До сега нема ништо објаснето. Ниту знаеме колку земаат плата фудбалерите, ниту колку зема плата извршениот директор. И кој ги донел? Кој ги ангажираше овие 7 фудбалери? Излезете, кажете со име и со презиме. Така е. Вардар може да падне да игра во 4-та лига, и во не знам како се вика општинска, и во 3-та, и во 2-та. Ние ќе си го сакаме Вардар. Сите оние кои што ве гледаат ќе ве сакаат. Значи Вардар не може да ние не го сакаме затоа што игра не знам кој или е дошол председател на клубот или не знам што е, не знам кој. Дај нека си се врати Вардар на старите патеки со честни луѓе кои што го сакаат. Доста веќе овој срам да го јадеме. Срамота е. Довидување. Тоа беше се од нас за вечерва. Ако ви се допаѓаме, притиснете лайк, стиснете subscribe. А ако не ви се допаѓаме и не притискајте. Ние сме тука и продолжуваме не само за Вардар и за други теми и за други спортови.